На хартија ние имаме навистина добра програма и тоа и од професорите и од учениците можам да кажам дека е потврдено, но многу е во однос на програмата и во материјалот кој ние треба да го совладаме ставен акцентот на она теоретско што треба ние да го научиме, а не спремност за практично понатаму во животот. И изолираноста, тоа сам дома и не малата обкруженост со врсници и комуникација негативно влијаеше секако и службите и професорите треба малку повеќе да се вложат во тој аспект и од тој аспект да помогнат на учениците оние каде што има потреба. И да се работи на пронаоѓање на учениците кои имаат навистина потреба, бидејќи не сите одат да побараат помош и да кажат дека се соочуваат со одреден проблем. Некој средношколец може да се најде во неговиот круг и да има своји другари, ама некои средношколци се тие што остануваат на чошот на собата и за тие средношколци треба да стане и школата, и психолозите, па и професорите да ги бранат и да ги помогнат да го најдат својот круг. Ние, како Сојуз на средношколци, дадовме предлог за психолозите да немат веќе работа, административна работа, но да работат само со учениците кои имат потреба од нивна помош. Не треба само да имаме формална настава, да ја имаме и таа информативна настава, која помогнува многу на практика во практичниот нашиот живот. Значи, ние како средношколци влегуваме во средна школа како малолетни, завршуваме како граѓани, како возрастни луѓе. И нормално дека во текот на тие 4 години што сме во средна школа треба добро да бидеме информирани и спремни за животот што не чека после средната школа. Монни вети дека имаме нови учебници, но и за тие деца ученици кои нема да ги имат сите учебници, пак сите учебници на секој јазик ги имаме во дигитална форма на страната на веб страната учебници. Но годината има 12 месеци, нема 9. И во текот на летото и на текот на зимата сите ние учениците сме зафатени со работилници, со настани во кои треба да присуствуваме и ни треба транспорт. Кога почнавме со средна школа, ние бевме таа генерација што ја држеше деветото оделение и првата година, значи онлайн, и тоа беше нешто многу тешко за нас, кога требаше да се вратиме во средна школа, нов амбиент, со нови луѓе, со физичко присуство. После имавме голем проблем со учебниците, кај голем број од средношколците во нашата земја нема доволно учебници, некои беа со старата програма и требаше да се обноват. Друг проблем е вака што ние се соочивме беше да кажем штрајкот на професорите, кој исто така ние го искусивме со тоа што одреден период отсуствувавме од настава. Факт е дека имаше многу предизвици со кои се соочувавме и со кои се соочивме изминатите години. Самото тоа компјутер, онлайн, па не си во живо, не ги гледаш сите пред тебе, малце фиктивно така не е баш многу пријатен начин за учење и концентрацијата не може толку многу да се задржи. Секако ќе се надеваме дека ќе се остварат ветувањата кои ги имаат дадено надлежните органи во државата, но сепак ние даваме напори за да се реализира тоа што го имаме предвидено и во случај да не биде така како што беше предвидено и како што тие ветија,
ќе преземаме нови акции за да може тие да го реализираат оствари тоа што е кажано дека ќе биде така.